Wait a second, it seems another player is coming to Solveig's rescue. It's Novak Djokovic. Now this is truly unbelievable. Now the referee will give his verdict. It's in. Game is on again. Почитувани, добар ден и добро дојдовте во отвореното студио на 1 ТВ по повод Вимблдон 2019. Осми надпреварувачки ден или време за четвртфиналните пресметки на женскиот дел од теренот, ден за одмор е кај машкиот дел од турнирот, па така денеска ќе имате можност да ги проследите четирите четвртфинални пресметки кај дамите на централниот терен. Пренос на 1 ТВ од 14 часот. Ќе имате можност да го проследите надпреварот на Алисон Риск против Серена Вилијамс. Ова е супер интересна американска битка за место во полуфиналето, а додека на теренот број 1 во истиот термин од 14 часот, Симона Халеп, како една од големите фаворитки на овој турнир, ќе се спротистави на Шуај Жанг од Кина, тенисерка која за прв пат успева да стигне до четвртфиналето. Потоа од 15:30 е предвиден пренос од централниот терен на мечот меѓу Барбора Стрицова од Чешка и Јохана Конта, која важи за домашен фаворит и миленик на публиката во Лондон, а во истиот термин од 15:30 на теренот број 1 пак Елина Свитолина ќе игра против Каролина Мучова од Чешка. Ова се генерално двојките кои денеска ќе имате можност да ги проследите на 1 ТВ, а во овој осми надпреварувачки ден нема да бидам повторно сам во отвореното студио. Друштво ќе ми прави Климе Буловски, еден од нашите најдобри судии кога станува збор за учество на меѓународната тениска сцена. Буловски е еден од оние кои учествувал на сите Grand Slam турнири, заземал учество, почнувајќи од Вимблдон, Ролан Гарос, US Open. Така, добар ден и добре дојде за Буловски. Добар ден, Слаđan. Добар ден до вас тука во студиото и до вашите гледачи. Драго ми е и уште еднашка благодарам за поканата што ми упативте и што можам денеска да бидам тука со вас и да ги искористим овие следни 30 на минути да искоментираме дел од случувањата на Вимблдон и тоа и она што не очекува во престојчки. Точно така, генерално тоа е секој ден во отвореното студио, она што се случуваше предходниот надпреварувачки ден за оние изненадувања или оние надпревари каде е оправдана фаворитската улога и нормално што денеска не очекува, но пред да почнеме би е прашал од оваа дистанца кога ги гледате надпреварите на овие престижни Grand Slam турнири, ви се враќа ли желбата можеби повторно да застанете и да бидете дел од овие големи турнири? Па да, желбата ми се враќа да бидам еден од учесниците на овие големи турнири, меѓутоа сега само како гледач и од некоја ложа пред се за да можам да уживам во надпреварите, бидејќи стварно и сега а и годините наназад кога јас бев како судија дел од овие турнири, има доста добри играчи, има многу интересни мечеви, така да луѓето, гледачите може слободно да уживаат во секој момент во текот на денот. За разлика од ова што ние како гледачи на малите екрани можеме да го гледаме, чувството да се биде присутен тамо на лице место е многу различно, бидејќи таму има огромен број на терени, огромно движење на луѓе помеѓу терените, на трибините, така да доколку на едно место не се игра, може човек да се префрли да гледа на некои од другите споредни терени, каде што секогаш има многу интересни надпревари, бидејќи тамо ние викаме секогаш на тие страничните терени се поставуваат играчите кои што не се главно носители или фаворити, а има
фантастични мечеви со фантастични поени. Може ли да издвоите некој таков натпревар кој долго ви остана во меморијата и долго ќе го паметите? Па многу надпревари сум имал такви. Меѓутоа, еден од надпреварите беше, мислам, ако беше 98 или 99 година, се играше на терен 18. Значи, на страничен терен кој што го водат као со трибини и тамо. Меѓутоа, на тој надпревар имаше толку многу народ на самите трибини и околу самиот терен, што е засен и посетеноста што беше во моментот на централен терен, бидејќи надпреварот не само што беше интересен, него траеше и некои 6 сати. Така да, островска традиција каде се е непредвидливо на едни вакви големи турнири. Дефинитивно и тоа е убавината и јас би посакал и би предложил да речем сите од гледачите на ваша телевизија, доколку имаат некојаш во животот шанса и можност да отидат во Лондон во овој период, тоа е значи секогаш Вимблдон е последната недела од јуни, првата недела од јули, да украдат еден ден и да пробаат барем, ако не може да го посетат централниот терен, бидејќи таму картите се распродаваат многу порано и тоа што е на дневна основа многу брзо, барем да го посетат целиот комплекс и да ја видат убавината на тој цел настан, бидејќи не е централниот терен само настан од Вимблдон, него целата таа околина, пристапот до самите терени, тоа е нешто, тоа е фантастично чувство и посакал секој што има можност да го осети така, сигурно нема да се покајат. Да. Буловски, пред да продолжиме со анализа на надпреварите што на вчера се случуваше и што денеска не очекува, одиме во продолжение со прилогот на колегата Огнен Дојчиновски за оние работи кои денеска никако не смеете да ги пропуштите на Вимблдон. Американката Алисон Риски е една од оние тенисерки за кои на овој Вимблдон се смета дека е скриен фаворит. Далеко од вниманието на јавноста, Риска ги мина првите 3 кола, но се усми на финалето на силен начин и стигна до самата завршница на турнир. Таа за 10 дена ќе прави свадба, но во моментов секако дека тој настане ги е далеко од фокусот. Денес од 14 часот го игра мечот против Серена Вилијам во рамките од четвртфиналето. Откако совлада Ешли Барти Зана, ова е голем предизвик. А јавноста е изненадена како Риски на сите мечеви досега имаше негатива од еден сет, а на крајот секогаш обезбедуваше триумф. Тоа несомнено е момент кој вели дека таа не само што ризикува и оди на се или ништо, туку и психички одлично подготвен. Според незиниот однос не само што нема трема пред самата незина свадба, туку напротив, тотално е сконцентрирана на она што ја се случува на Вимблдон, во моментов изликува максимум од се. Джоана Конта денеска има состанок со судбината, што се вели. Британката по подлог период е перјаницата на домашната публика во обид да стигне до финалето, а зашто не и до титулата на Вимблдон. Таа веќе еднаш беше дел од полуфиналето, доколку од 15:30 часот ја победи чехињата Струцова, ќе го повтори тој успех. Британската јавност чека домашен триумф кај дамите уште од 1977 година и победата на Вирџинија Вејт, а во Конта сега гледа нова надеж за конечна победа. Затоа публиката на Вимблдон годинава е малку повеќе загреана за тоа што се случува и за тоа што реално домаќинот и тоа е како желен за успех на еден домашен надпреварувач. Доколку денеска Конта биде успешна, ќе се сретне во полуфиналето со победникот од мечот Вилијамс Риски. Елина Свитова и Каролина Мучова денеска меѓусебно ќе се борат за прв пат да влезат во полуфиналето на Вимблдон. За волја на вистината, украинката и чехињата се дебитанти и во четвртфиналето, но за следната фаза има место само за една од нив. Мучова до тука стигна откако го одигра мечот на својата кариера и ја победи Каролина Плискова со 13-11 во третиот решавачки сет. А ова воедно беше и првиот меч кај дамите во кој беше искористено правилото на тајбрейк во последниот сет по нерешен резултат. Кори Гоф е елиминирана од овогодинешниот Вимблдон. Американската сензација ги заврши настапите откако реално не можеше ништо да стори во осминале-финалето против Симона Халеп. Една од главните фаворитки на турнирот одигра рутински меч, па денеска ќе се бори за место во полуфиналето против Шуај Женг. Кинескињата исто така за прв пат е дел од оваа фаза на Вимблдон и доколку нормално стигне до титулата, биде првата тенисерка од Кина на која што тој пошла одрак. Сепак, фаворитската улога денеска е доделена на Халеп, иако изненадување кај дамите годинава имаше во огромна мера, а ништо повеќе не е сигурно на Вимблдон. Добро дојдовте назад, продолжуваме со она што вчера ни
остави посебен белег и она што се случуваше, да речеме, кај машкиот дел од турнирот. Тука бранителот на тронот Новак Ѓоковиќ си оправда својата фаворитска улога, триумфираше лесно во 3 сета против еден од најмладите учесници во осмина финалето, Уго Умберт, француски тенисер кој високо котира, иако е доста млад, на 66-та позиција на ATP ранг листата. Но сепак Ѓоковиќ лесно, како и изминатите 3 рунди, успеа да се пласира во четвртфиналето. Рековте дека добро ги познавате генерално сите од овие фаворитски имиња и големи тенисери денеска. Ѓоковиќ наистина имаше импресивен период, имаше еден длабок пат во кариерата, но успеа да се врати од ланската година, почнувајќи од Вимблдон, кога го освои, па веќе кариерата си ја врати повторно на она ниво кое блескаше и сега важи за број 1 во светот. Па да, Ѓоковиќ повторно го достигна нивото на тенис, а јас би рекол најважното ниво тоа е на психолошката или менталната стабилност во своите мечеви. И мислам дека тука беше тоа беше круцијално за Ѓоковиќ, за неговиот пад, кој што се случи пред 2 години. Исто така почнувајќи од Вимблдон, за после една година да се врати повторно на Вимблдон и еве до ден денес се уште да го владее тронот, како што кажувате, или првото место на професионалната ATP листа. Од она што успеав да го следам Ѓоковиќ во текот на овие негови 4 меча, значи немаше некои посериозни проблеми, претежно имаше за противници помлади играчи, кои што се исклучително талентирани, меѓутоа ќе им треба уште малце да го изодат патот до, да речеме, на играчка зрелост, за да може да парираат на не само на Ѓоковиќ, него генерално на големата тројка, како што сите новинари милувате да ги кажете, значи Надал, Ѓоковиќ и Федерер, иако Федерер во своја залез на кариера, да кажам, своите 37-38 години веќе. Барем за сега не може никој да почувствува дека е на вистина на залезот од кариерата, освен можеби оние кои високо го следат и постојано тенисот и доста се разбираат во него. Па добре, јас само една генерална оценка за тројцата фаворити. Има вчера исклучително лесен ден, сите тројца, значи не потрошија воопшто од својата сила и снага. Ај пред да почнеме да ги анализираме и останатите двајца, да одиме, само би сакал да ве прашам, дали сега вистинскиот тест за Новак Ѓоковиќ ќе биде четвртфиналето, утрешното четвртфинале против Давид Гофан? Па, моето лично убедување е дека Новак Ѓоковиќ до самото финале не би требало да има никаков проблем доколку го задржи нивото на игра кое што го покажа во досегашните надпревари. Да, можеби Гофан е поискусен од сите негови противници и знаел од време на време да направи изненадување против Ѓоковиќ на ATP турнирите. Меѓутоа, сепак кога се работи за Вимблдон, кога се работи за еден таков голем турнир, психолошкиот момент е многу важен. А психолошкиот момент и стабилноста ја добивате доколку континуирано играте на такви турнири, играте на централниот терен. Значи тоа е нешто што треба вас да ви стане навика. И са Гофан, да, има квалитети, меѓутоа дали ќе може да успее да добие таа психолошка стабилност играјќи на централен терен против Новак Ѓоковиќ утрешниот ден, тоа ќе видиме. Затоа што се однесува до Новак, сметам дека до финале, доколку го игра ова ниво на тенис, не треба да има сериозни проблеми. Така, одиме сега пред да продолжиме, одиме да видиме што очекува Новак Ѓоковиќ и кој е неговиот став по вчерашната победа и во пресрет на четвртфиналната пресметка против Гофан. Целта секогаш е да се најде меѓу 8-те најдобри на гренслемовите. Ова се најзначајните турнири на светот. Секогаш ја подесувам формата за овие турнири, за да се покажам во моето најдобро светло. Вимблдон е историски, за многу играчи и најважен. Мене ме мотивираше низ целиот живот уште од детството.
да почнам да се занимавам со тенис и да сонувам дали ќе заиграм тука. Досега немав играно со Умберт, но го знам неговиот стил на игра, гледав детали од неговите надпревари на Ролан Гарос и на US Open од минатата година. Во секој случај морав да ја простудирам неговата игра и да се прилагодам. Не размислував за штедење на енергијата, фокусот ми беше да ја завршам работата и да го добијам мечот. Гофан е дефинитивно еден од најбрзите тенисери на турнирот. Исклучително добро се движи, што му овозможува секогаш да биде во добра положба, да балансира при ударите, што и тоа како е важно во оваа игра. Тоа луѓето ретко го забележуваат, но ова е главниот квалитет на Гофан. Досега беше меѓу 10 најдобри и ги победуваше големите и тоа на големите турнири. Има константна игра, во одлична форма е, иако имаше проблеми со повреда. Игра одличен турнир и навистина ќе биде огромен предизвик за двајцата. А покрај Новак Ѓоковиќ за еден од главните фаворити на овој турнир важи и третиот носител Рафаел Надал, кој вчера имаше лесно осмина финале против Жоао Соуза, триумфирајќи со 3-0 во сетови, 6-2, 6-2, 6-2. Сега пред Надал му предстои исто така интересен надпревар во четвртфиналето против Сем Квери. Па добро, Надал можам да кажам дека после првичните проблеми на почетокот на годината со повредите се врати во својот препознатлив ритам, во својата препознатлива форма, начин на играње. Тоа значи дека прво е физички 100% спремен, тоа го покаже и го докажа на Ролан Гарос, без сомнение, кога без никакви проблеми се прошета, така да кажам, низ самиот турнир. Меѓутоа, играњето на трева е малце поразлично од играњето на земја. Особено за него. Па да, особено за стилот со кој што Надал игра. И затоа утрешниот меч со Сем Квери може да му предизвика одредени проблеми, бидејќи Сем Квери е па од друга страна играч кој што сака такви брзи подлоги, а сите знаеме дека тревата е најбрзата подлога на која што професионалните играчи ги играат своите турнири и мечеви. Така да доколку Сем Квери одигра еден добар меч за него, значи сервисот добро го служи, а игра одлично и на мрежа, може да му направи посериозни проблеми на Надал. Така, Квери исто така елиминираше еден од големите фаворити Доминик Тим на овој турнир, за разлика од Надал кој имаше звучни противници, но не би рекол дека му создадоа потешкоти, барем засега во името на Цонга и Киргиос. Па добро, Киргиос беше доста интересен и доста напнат меч и многу блиску беа. Значи, можеби со Киргиос сегменти одлучуваа за дали ќе биде на една на друга. Два сета во тајбрек. Или на друга страна ќе заврши мечот. Тоа може да влие таквите надпревари пред четвртфиналето, кога имаме, например, Надал како за противници потешки генерално надпревари од Квери, колку тоа може да им влие сега во четвртфиналната пресметка или? Не, тие се такви професионалци што својата форма ја подготвуваат за цел турнир. Поготово што на Гранд Слем турнирите се игра секој втор ден генерално, значи има по еден ден пауза и не е никаков проблем да во текот на денот одиграш и меч кој што трае 4, 5 сати, 6 сати, затоа што следниот ден веќе нема надпревари, се регенерира организмот. Меѓутоа, пак ќе кажам, тие кога се подготвуваат за ваков тип на турнири кои што траат 2 недели, значи за Гранд Слем турнири кои што траат 2 недели, тие формата и кондицијата ја подготвуваат да играат до последниот ден. Така да кај овој тип на играчи не може да очекуваме дека ако имал вчера или завчера некој потежок меч, дека ќе му влијае на следните мечеви. Мислам дека тоа нема. Ајде да слушнеме како Надал, што има да ни каже и како гледа Надал, впрочем, на оваа математика по вчерашниот негов триумф против Соуза и во пресрет на четвртфиналето против Квери. Буквално секој ден одговорам на прашања околу терените на Вимблдон или околу мојот статус на носител. Не знам дали терените се поспори од лани и не знам што мислат другите. Јас доаѓам тука од 2003 година и мене терените секогаш ми се исти. А на прашањето дали Ешли Барти требало да игра на главниот терен наместо мене, затоа што е број 1 во светот, ќе ви одговорам да.
Таа е број 1 во светот, а јас сум број 2 и имам освоено 18 Grand Slam титули. Конечно, одлуката и таа и не сум ја донел јас. И Новак Џоковиќ е број 1 во светот, па не играше на главниот терен денеска. Што се однесе од оквири, тој е полуфиналист од 2017 година. Тоа беше екстра година за него. Кога игра добро, може да победи секого. Секако на брза подлога, кога сервисот му оди во прилог, може да е сериозно добар. Од големата тројка присутен во четвртфиналето е и Роџер Федерер. По вчерашната победа против Матео Беретини, исто така лесна победа во 3 сета, 6-1, 6-2, 6-2. Федерер за противник во четвртфиналето би рекол ки има далеку потешка задача од досегашниот тек, бидејќи за противник го доби Кеј Нишикори. Па да, прво сакам за Федерер да кажам дека предноста кон овие претходните негови противници е тоа што тој на Вимблдон, поготоа на централниот терен на Вимблдон, се чувствува како дома. Значи, од кога прв пат стапна на Вимблдон 2004, ако се сеќавам добро. Ова е 17-то четвртфинале. Така да тој се чувствува како дома да игра и тоа е сериозен хендикеп за противниците. Повторно ќе се вратам на психолошкиот момент, бидејќи сите овие играчи кога стигнале на ова ниво, сите знаат да играат тенис. Не можеме да кажеме дека ова игра подобро или полошо, секој си има свој стил, свој начин на играње, меѓутоа психолошкиот момент во даден ден, во даден меч ја решава таа работа. А да се вратам исто и за Новак и за Надал истото важи, значи Федерер има таква психолошка стабилност, толку лесно и едноставно игра, опуштен е во својата игра и тоа создава сериозен притисок према противникот. А можеме да видиме од досегашните мечеви и од нормално од историјата дека кога Федерер е опуштен и лесно игра, ѓаволски е тешко да го победиш, така да Нишикори нема да има лесна работа. Е квалитетен играч, може да изненади, меѓутоа треба да се поклопат две работи. Нишикори да изигра еден од своите најдобри мечеви, а Федерер да не е на нивото на кое што до сега го гледавме на Вимблдон. Така, доколку успее пак во полуфиналето, се очекува, можеби ќе се оправдаат оние очекувања уште од стартот, Федерер и Надал да се сретнат во полуфиналето. Тоа за љубителите на тенисот, поготово за Тениска класика. За организаторот на самиот турнир, мислам дека сите го сонуваат од кога се направи самиот жреб. Мислам дека сите сонуваат полуфинале Федерер Надал, а победникот од нив во финале со Џоковиќ. Мислам дека тоа е желба на сите љубители на тенисот и на светот, а поготово на самиот организатор. Така, тоа ќе биде... И како што се движат работите, многу е веројатно дека тоа може да се случи. Да имаме две финалиња на ова неофицијално светско Да. првенство во тенис. Одиме да видиме и да слушнеме како гледа Федерер по вчерашниот триумф против Беретини и за она што го очекува против Кеј Нишикори. На стартот на турнирот изјавив дека се чувствувам некако укочено, дека движењата не се тие што треба. Сега е сосема друго. Тотално сум опуштен и во ритам. Добро се чувствував денес. Навреме ми се случи тоа опуштање. Затоа моите изведби отидоа во позитивен правец навреме. Знаеме сите како реагира подлогата на силни удари. Знаеме како ротира топчето и сите тие мали нешта. Добро е што сега може да се игра поблиску до линиите. Очекував тежок меч со многу малку шанси за офанзива и поени, а се случи сосема спротивното. Следен противник против кој ќе играме Кеј Нишикори. Тоа ќе биде тежок меч, тој влегува во мечевите со доста енергија, особено во оваа фаза. Мислам дека тој е подготвен за големи нешта и реално сум фан на неговата игра. Тој има еден од најдобрите бекенди во светот, одличен ритърн играч. Одамна го познавам, уште од времето кога имаше 16-17 години и кога го сметаа за еден од најталентираните млади играчи на светот. Да, имам играно со него на трева, но не на Вимблдон. Знам што да очекувам и нема да има изненадувања за било кој од двајцата. Секако дека ќе видите далеку повеќе долги поени и размена од основната линија, отколку на мечот против Беретини. А покрај овие три пресметки четвртфинални кои утре не очекуваат ке мажите Ѓоковиќ, Гофан, Квери, Надал, Нишикори, Федерер, последниот четвртфинален натпревар кај мажите е меѓу Пела и Баутиста. Па да, тоа за мене лично е изненадување, поготово што овие двајца се специјалисти за земјена подлога. Знаат од
поготоа Баутиста знае од време на време да изненади на некој од побрзите подлоги, меѓутоа сите негови големи резултати се на земјина подлога. Исто важи и за Пела. Од сите овие 8, за мене Пела е најголемото изненадување во овие четвртфинални средби, бидејќи вчера го победи Раонич. Така, ако судиме и досега како дојде впрочем Пела до четвртфиналето, тука е и елиминација на Кевин Андерсон. На Кевин Андерсон, кој што беше минатогодишен финалист на Вимблдон, така да затоа викам, за мене Пела е најголемото изненадување од овие 8 играчи во четвртфиналето. И кога имате пресметка на трева на двајца специјалисти за земјена подлога, многу ќе биде интересно да се проследи тој меч и може да има многу добри и интересни поени. А кој од нив двајца може тука мислам дека мали нијанси ќе пресудат. Така. Тоа генерално беше за тоа што не очекува утре во четвртфиналната фаза кај машкиот дел од турнирот, пред да продолжиме со она што денеска кај дамите не очекува во овие четвртфинални надпревари. Одиме со блок реклами и се враќаме веднаш. Се враќаме со случувањата кај женскиот дел од турнирот. Пред да продолжиме со она што не очекува денеска, мора да подсетиме што вчера всушност се случуваше и што не изненади во седмиот надпреварувачки ден. Турнирот остана без најдобрата моментално тенисерка на светот, Ешли Барти, елиминација од Алисон Риск, но исто така и третата носителка, Каролина Плискова, заработи елиминација во чешкото осмина финале од Мухова. Па да, тоа ако гледаме по начинот на кој каде е рангиран и кој носител е во женскиот тенис. Приматот за носителки да, фаворитки. Дефинитивно се изненадувања. Меѓутоа, следејќи го кроз сите мои години покрај машкиот нормално и женскиот тенис, тоа за мене во принцип не се некои изненадувања, бидејќи ова е реалност во самиот женски тенис. На сите големи турнири многу ретко, може би ако земеме назад некои 10-15 години наназад, многу ретко се случувало на големите турнири да во финале да дојдат првата и втората носителка или првата и третата носителка или втора и четврта носителка. Значи многу ретко се случуваат такви двобои во финалните надпревари, затоа викам вакви елиминации, дали е некој прв или трет носител во женскиот тенис не се некое страшно изненадување. Особено и на Вимблдон, што од самиот старт останавме без втората носителка, Наоми Осака, која до практично до вчера или предминатата седмица беше на врвот. Од топ 10 остана уште Симона Халеп. Тоа што го тврдите баш точно и така е, женскиот тенис буквално е непредвидлив и од еден до друг Гренслем може да се сменат многу работи. Па еве, сами ја споменавте младата Осака, 21 годишна девојка, одлично игра тенис, значи одлична тенисерка, до пред 2 недели беше број 1 на свет. Меѓутоа, после неверојатниот подем минатата година и кронисувањето со Australia Open, освојувањето на Australia Open, се раздели од својот тренер во февруари и од тогаш не може да се состави сама со себе. Значи не може да помине ни 2 кола на најобичен WTA турнира, да не зборуваме на вакви турнири. И затоа викам, психолошкиот момент е многу важен и варијациите на тој момент во женскиот тенис се многу почести отколку кај машкиот тенис. И затоа може да се случуваат ваков тип на изненадување, каде што во четвртфинале имате само еден играч кој што е меѓу најдобрите 10 во женска конкуренција. Додека земете во машкиот тенис, ќе видите дека најдобрите тројца ги имате во четвртфинале и мислам дека има уште некој од топ 10, ако не се лажам, во четвртфиналето. И тоа е нормално. Значи, од моја гледна точка, тоа е нормално да се случува во женскиот тенис и ќе го гледаме и во иднина. Промената на тоа исто може да докаже самата промена на број 1 на WTA ранг листата. Гледате, се случува на секој 2-3 недели, на 2 месеци имаме кој освои голем турнир или ваков Гренслем? Освен во времето кога владееше Серена Вилијамс, пред да направи паузата со своето породилно отсуство и така натамо, таа имаше еден период кога го запоседна местото број 1 3-4-5 години, каде што никој не можеше да
да ја припари, меѓутоа и пред неа и сега после неа имаме многу честа промена на тие позиции, првите позиции во женскиот тенис. Так, предлагам да одиме да слушнеме што впрочем има да им соопштат на светската тениска јавност фаворитките по нивната елиминација Ешли Барти и Каролина Плискова. Добро почнав, но во вториот сет сервисот ме издаде и дозволив на Алисон да се врати во мечот премногу пати за тоа да не го искористи. Реално и не играв толку лошо, но кога ми требаше, кога си играа битните поени, Алисон играше подобро. Да, лошо е да се признае, но денеска загубив од подобра тенисерка. Нема премногу дупки во нејзината игра. На моменти правев се што можам, но не беше доволно. На моменти имав проблеми да го зададам тој завршен удар како што треба. Се на се, ова беше едно одлично доживување. Сиве овие 8 недели. Нормално е да сум разочарана. Ова е најдоброто кое што сум го направила досега и нема за што да жалам. Мислам дека имав многу шанси, но не ги искористив. Исто така почнав многу лошо во вториот сет и дефинитивно не го играв најдобриот тенис што го знам. Сервисот ми беше целосно катастрофален. Мислам дека Мучова играше на вистина добро. Заслужено победи. Имаше удари на вистина незапирливи. Тоа е тоа. Имав лош ден. Не сум изненадена. Ние игравме претходно на тврда подлога. Беше различно. Сега на трева ударите се многу побавни, а јас имав на вистина ужасна игра. И дадов многу поени, за кои воопшто таа не се избори. Сепак Мучова играше одлично. Добро се движеше, имаше добар слайс и тука беше ефективна. Не знам колкави се шансите за повеќе, но против мене одигра одлично. А вчера заврши и приказната од соништата за младата американка 15-годишната Кори Гоф, која во осмина финалето загуби од Симона Халеп и нејзината авантура и нејзиниот сон, кој впрочем беше вистинска сензација на овој Вимблдон, заврши за популарната Коко. Па да, добро, може да се каже дека сензација беше бидејќи има само 15 години. И во своите 3 меча кои што ги доби, победи сериозни играчи, противнички, и затоа можеме да го крстиме као сензација, бидејќи секоја друга тенисерка која што би поминала 3 кола на Вимблдон, можеби и нема ни да ја споменеме. Има сериозен потенцијал, меѓутоа моје лично мислење е дека ќе треба сега да работи многу на себе, да не ова сензационалност што е доживеа на Вимблдон и се удри од глава, народски кажано, па да мисли дека станала сега најдобрата тенисерка на свет и дека не треба да продолжи посветено да работи, да тренира, да се доградува, бидејќи стварно на 15 години е премногу рано да се каже дека некој е веќе оформен играч, а потенцијалот што го има може да даде само надеж дека со напорна работа, со многу труд, може за неколку години, можеби од сега, да ја гледаме и на централниот терен во финалниот двобој на женскиот тенис. Така. Кори Гоф загуби од Симона Халеп, која е единствената од топ 10 тенисерки на светот, која си оправда својата фаворитска улога и обезбеди четвртфинале. Халеп за противник во четвртфиналето денеска има тенисерката од Кина Жанг. Дали во Халеп гледаме еден потенцијален победник на овој Вимблдон, може? Па Халеп од сите четвртфинални двојки во женска конкуренција, јас можам да издвојам 2 тенисерки кои што во изминатите години имаат одредена константа, а тоа се Серена Вилијамс и Симона Халеп. Другите имаат сериозни варијации, флуктуации во ранкингот и во начинот на играње и така натамо. Така да сега не знам како е жребот, дали може да се случи да во полуфинали да се вкрстат Халеп и Серена, а доколку тоа го нема, доколку жребот е поставен да не се вкрстат во полуфиналето, тогаш моје лично очекување е финале Серена Халеп. Така, одиме сега со изјавите или ставот на Кори Гоф по нејзината елиминација и она што очекува Халеп од денешниот противник. Искуството многу ми помогна во овој дуел со младата Гоф. Исто така, таа имаше повеќе надпревари со оглед на квалификациите.
Мислам дека ова беше одличен меч за мене. Гоф има огромен потенцијал да прерасне во голема тенисерка. Кога ќе се навратам во времето кога јас имав 15 години, значи пред 12 години, тогаш уште играв во јуниори. Ова е навистина огромен успех за неа. Да играш во осмина финале на Вимблдон. Одличен перформанс. Верувам доколку продолжи вака, сигурно многу скоро ќе биде меѓу 10-те најдобри. Секој турнир е шанса за секого, исто и за мене. Имав шанса на Ролан Гарос, но не ја искористив. Сега имам нов предизвик. Ќе дадам се од себе да победам. Стрекна сум што играм на трева, напредував многу. Уживам во секој момент на теренот. Со мојот нареден противник Женг игравме пред 3 години. Сега работите стојат поинаку. Се уште, таа е тежок противник за мене. Бескрено е мотивирана, со пласманот во четвртфиналето. Но и јас играм поинаку сега. Се чувствувам поинаку на теренот. Ќе го дадам најдоброто за да го добијам надпреварот. Дефинитивно ова е турнирот од кој многу научив. Како да играм пред многу публика, како е да се игра под голем притисок. Навистина научив многу и сум благодарна за ова непроценливо искуство. Имав проблеми со стомакот и не бев 100% подготвена, но и покрај тоа дадов се од себе. Симона одигра навистина добро. Навистина не знам што и како тргна наопаку на овој меч. Ке мора одговор на тоа да најдете сами. Мислам дека најголемата придобивка за мене е тоа што научив дека треба да се борам за секој поен. И така ги добив мечевите кои ги добив. Не очекував да имам ваква поддршка од страна на публиката, затоа што не играм во мојата земја, но напротив се чувствувам како да играм во Њу Јорк или некаде блиску до дома. Стрекна сум што луѓето ме прифатија и што веруваа во мене. Така останува главната фаворитка или една од големите фаворитки, рекордерката кога во прашање се освоените Гренслем титули, па и Гренслемот Вимблдон, Серена Вилијамс. Вчера ја елиминираше Карла Суарес Наваро, лесен надпревар, но веќе денеска во американска пресметка против незината сонародничка Алисон Риск. Па да, како што и претходно реков за Серена, значи таа е една од тенисерките во овие четвртфинални дуели кои што има сериозен континуитет и константа во своето играње. За среќа нејзина, за радост нејзина, да кажам, имаше одредена пауза поред добивањето на принова. И мое лично убедување е дека од Серена зависи и само од Серена зависи дали таа ќе го освои овој Вимблдон или не. За оваа противничка или кој и понатаму би доаѓал до финалниот надпревар, па ќе кажам, тие ќе го дадат своето, најдоброто од себе, меѓутоа не зависи од нив дали ќе го добијат надпреварот. Се зависи од Серена. Серена е таа која што го води надпреварот. Ако и го даде надпреварот, противничката ќе го добие. Ако не го, таа со сигурност го добива. Зависност од резултатот на Серена против Риск, победникот ќе оди на една од подобрите меѓу Стрицова и Јохана Конта. Па добре, Јохана Конта е миленичка и како кажам на домашната публика, бидејќи австралика со британско државјанство, односно родена во Австралија, а израсната во Велика Британија. Нормално дека домашната публика би сакала, очекува и би сакала да Нема некој значаен успех, ова е втор успех со пласманот во четвртфиналето на Конта. Може би да ја зграбчи ова шанса, може би да ја видиме во полуфиналето. Па шансата, да, Конта може да ја зграбчи шансата и да влезе во полуфинале, а веќе тие два завршни надпревари, полуфинале и финале, поготово кога игра на домашен терен, и оној психолошки момент, што го викам јас, стравот на останатите играчи може да и се компензира со неверојатната поддршка што ќе има од публиката на централниот терен во Вимблдон, доколку влезе во полуфинале. Во тие моменти кога адреналинот ќе дојде на највисоко ниво, поддржано од публиката, ние како македонци знаеме што се случува во ракометот, значи истото во спортот генерално тоа може да се случи и во тенисот, така да добивате екстра снага, екстра енергија и играте нешто што можеби во нормални услови и на некое друго место, на некој друг централен терен нема да можете да го покажете и да го извадите од себе. Така да тоа мислам дека би било многу интересно полуфинале, доколку дојде Серена
Јоана Конта. Така. Тоа било одлично. Другиот дел од жребката или денешните четвртфинални надпревари, споменавме за Симона Халеп дека е главно фаворитка на надпреварот против Жанк од Кина. Остану уште Свитолина и Мухова. Па Свитолина е колку што е за тука. прв пат и Свитолина и едната и Бучова. другата се во ваква една позиција. Со тоа што ранкингот, пак да земеме ранкингот на Свитолина, покажува дека е малце поискусна од својата противничка, меѓутоа мислам дека ќе биде доста изедначен надпревар. Така. Напоменав, значи победникот од надпреварот Свитолина Мухова оди на победникот од дуелот Халеп и кинескињата Жанк. Одиме сега со главното фаворитката која многумини ја гледаат во Серена Вилијамс, па да видиме што токму Серена Вилијамс очекува од овој четвртфинален двобој од нејзината сонародничка Алисон Риск. Од надпревар до надпревар чувствувам се поголема самодоверба. Коленото ми е одлично. До победите доаѓам бргу бидејќи не чувствувам никаква болка. Ја играм мојата игра. Не се грижам за ништо. Добро е кога не размислуваш на ништо друго освен на тоа како да играш. Горда сум бидејќи не направив грешки како во надпреварите во двојки. Чувствувам дека од ден на ден сум се подобра. Но знаете, секој меч е се уште супер тежок. Мислам дека секој станува се подобар. Што да кажам за мојот противник во четвртфиналето? Алисон. Таа е одличен човек, голем борец на теренот. Игра на вистина одлично, особено на трева. Напаѓа доста добро и нема граници за неа. Ќе биде возбудливо и неизвестно. Генерално тоа беше се во ова отворено студио, на што вчера остави посебен белег, на што денеска не очекува, пак имавте можност да слушнете и мислење за наредните четвртфинални надпревари од утрешното соочување кај машкиот дел од турнирот. Останува Климе Буловски да ви се заблагодарам за вашето денешно присуство, за вашето одвоено време. Се надевам дека убаво си поминавте во ова наше отворено студио Вимблдон 2019. Јас ви благодарам повторно за поканата и се надевам дека гледачите на Еден ТВ ќе уживаат не само денешните, него во сите надпревари до самиот финиш на Вимблдон. И сакам да ви одадам едно признание што оваа година успеавте да ги добиете телевизиските права и на македонските гледачи да им овозможите да може да ги следат овие многу убави и интересни надпревари. Така, благодарам за убавите зборови. Почитувани, подсетување, денеска централен терен за некоја минута треба да стартува надпреварот меѓу Алисон Риск и Серена Вилијамс. На теренот број 1 Симона Халеп ќе води битка против Шуај Жанк од 15:30, Барбора Стрицова против Јохана Конта, на терен број 1 Елина Свитолина против Каролина Мучова. Тоа е се од ова отворено студио, одиме со реклами, а потоа и пренос со колегата Дамјан Николовски.